Прашањата се следни. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира за членувањето во оваа алијанса? Кои се задачите кои треба да се завршат во процесот на зачленувањето во НАТО, а при тоа да не бидат повредени законите, уставот и меѓународните стандарди? Тоа се првите две прашања, а потоа ќе одговориме и на следните. А тоа е, дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантира транспарентност на институциите и почитување на човековите права и слободи. Ова прашање е особено важно за нашата организација, бидејќи ние сме организација за човекови права и слободи. Со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата? Кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата? И на тоа надоврзано прашањето дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали. И на крај, колку членството во НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрза интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија. Мислам дека ова се повеќе прашања кои нудат навистина сериозен предизвик за сите наши соговорнички и соговорници, но во исто време знаеме, свести сме дека тоа се можеби најрелевантните луѓе кои можат да одговорат на овие прашања. Повелете, кој би сакал да зборува, можеби господја Шекеринска да даде одговор на првите две прашања. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира членувањето во оваа алијанса и кои се задачите кои треба да се завршат? Благодарам за поканата. Ја мислам дека овој пристап што сега го предлагаш е подобар од претходниот, бидејќи ќе можеме да влеземе и у дебата со публиката, а да опфатиме повеќе прашања од старт, за да не ги замориме луѓето со долги монолози. Ја ќе зафатам едно-две прашања кои се допираат до првите две тези и ќе гледам да скокнам и кон ова второ што го рече, сосема накусно и сосема конкретно и директно. Околу тоа дали нашиве граѓани се запознаени што е НАТО као алијанса, као политички или као воен концепт. Ако земете во предвид дека од 90-тите до скоро, до пред неколку години, процентот на поддршка меѓу граѓаните за НАТО алијансата беше меѓу 92 и 98%, тоа значи дека граѓаните не биле запознаени за што станува. Таков процент е невозможно да имате, значи сите, 92 до 98, 15, најмалку 17 години од независноста беше тој процентот. И тука оди кабајтот кај сите нашта. Некогаш или сега се бавиме со политика, бидејќи тоа не сме го објаснувале на граѓаните доволно. Што се случува во последниве неколку години, барем последниве 3 години. Процентот е драстично опаднат. Ние сме шампиони и понатаму во јавна поддршка, тоа да нема никаква дилема. Не постои ни една членка на НАТО во овој момент, од 29, вклучително и новите, кој има повисок процент на поддршка од Македонија. Мито тој процент според една последна анкета која видов пред 2 дена е спуштен во распон од 62 до 67. Со нормално сите албанци внатре и помалку од половина од етничките македонци, што е голем проблем. Значи нас као процентни е тоа окей. За да влеземе немаме проблем од тој аспект како што имаше Црна Гора која и тогаш која прима и сега нема повеќе од 45%. Значи нема мнозинство, меѓутоа тоа значи дека на луѓево им се пласирани многу лоши и неточни информации во последниве 3 години, за да тој процент падне од тој што беше на овој што е во сега некаде во 60, 65, 67 максимум процент. Ова што друго сакам да го споменам, а дел влегува во пропагандата која ја ни остави во наследство претходната власт, која правеше хистерична, незапаметена за овие простори, не само за Македонија, антизападна и антиамериканска кампања, која е во суштината на НАТО алијансата, зборувајќи за вредностите. Една од тие замерки е дека наводно Македонија која ќе влезе во НАТО нема да може да издржи поради големата контрибуција во буџетот на алијансата. Тоа кошта многу, па ќе мораме не знам какви оружја да купуваме, па не знам каква опрема да имаме и кошта одењето во мисии и така натаму. Еве неколку проценти и бројки кои не сте ги чуле никогаш до сега, не затоа што се тајна, него затоа што овие што сакаат да ви кажуваат други работи за НАТО, не сакаат да ви ги соопштат. Последниот буџет на НАТО е 2,2 милијарди долари. Воен, цивилен и тој така наречен за инфраструктура, се вкупно е околу 2 милијарди и 200. Од тоа секоја земја членка
Ова е една формула која е прилично компликувана, од својот БНП одделува за НАТО, за Хрватска. Првата финансиска контрибуција од која стана полноправни членки за 2010 зборувам е околу 3,5 до 4 милиони евра. 3,5 до 4 милиони евра. Хрватска има измеѓу 0,2 и 0,3% од овој буџет на НАТО што ви го споменав. Што не е бројка од која треба да се плашиме. Воопшто не е тоа бројка која треба да се плашиме. Европската унија бара поголема контрибуција и многу повеќе дава, меѓутоа НАТО овие бројки се, како да ви кажам, као двата споменика на мостот Гоце Делчев, двата лава, трансформери. Не повеќе од тоа, или еден. Така што не треба да има никаква, ама ова треба да се објасни на луѓето и за да нема никаков страф. Дека ние ќе пропаднеме и не знам, мораме да го креваме буџетот на не знам што не го креваат ни само 5 членки постојани на НАТО во моментот имаат 2% од GDP контрибуција, ништо повеќе. Оно кава Германија има 1,17. Секој цени според тоа колку може да даде, значи нема присилба дека некој ќе нарече или ова или ќе ви истераме од алијансата. Она што е интересно и гледам дека за жал никој не го потенцираше изминативите 2-3 години кога беше хистеријата врзана со Брекзитот прилично актуелна во Европа. Од НАТО никој не бара да излезе. Значи не постои релевантна политичка партија, не влада, во ниту една земја членка на алијансата, која има во својата политичка програма или изборна кампања линија, точка која вели ние би организирале референдум да видиме дали луѓето можеби сакаат да бидат во НАТО или не. Не постои. Во некои земји членки, освен Велика Британија на Европската унија, има такви размислувања, можеби и тие би можеле да побараат. За НАТО никој не бара. Не бара ни Исланд, кој е членка на НАТО, а нема војска. Нема војска. Не бара. И са тука, кој ќе видите дека оролкави, стари демократи, зрели демократи, не бараат да излезат од алијансата, сигурно има некој резон зашто се вратат. И околу ова вторава ваша теза која е ставена, мислам дека треба да се напомене, затоа што скоро имавме, мислам дека завчера имавме одлука со кај нашиот уставен суд се прогласи за ненадлежен, за една иницијатива која тврди дека ние мораме да имаме референдум без кој не би можеле да влеземе во алијансата и дека тоа било уште прв пат кој е донесена одлуката во Македонското собрание 93 година и е скршен устав. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Че оние кои тоа го прават, има многу такви иницијативи и од време на време периодично ги ставаат, или не знаат или не сакаат да знаат, дека постојат два члена во уставот еден до друг кои зборуваат за сосема различни работи. Че ние кога влегуваме во НАТО, не го користиме член 120 кој зборува за влегување во сојуз со други држави, него зборуваме за влез во меѓународна организација. НАТО, ЕУ се меѓународни организации. А тоа има врска со референдумското прашање, дали утре сакате да влезете во сојуз со. Че зборуваме за државна заедница евентуално. И за тоа да треба референдум и висок процент. И на излезност и 2/3 во собранието. Значи, кога зборуваме вака, онака пленли што вика директно у фаца, онда се гледа дека нема што да се плашиме, дека треба час побрзо да влеземе таму.